Билансот на жртви од поплавите кои го зафатија Скопје и околината се зголеми на 22, откако е пронајдено телото на уште едно 12-годишно дете кое починало во страшните поплави, додека едно 16-месечно бебе е пријавено за исчезнато, соопштија од МВР. Имено ИГ од село Стајковци вчера околу 20 часот и 40 минути сам го пронашол телото на своето 12-годишно дете, кое претходно беше пријавено за исчезнато во невремето. Телото на детето е пронајдено на последната постојка за автобусот 65 во населбата Сингелик. Детето заедно со својот дедо за време на поројниот дожд во саботата се возело со трактор. Околу 22 часот во близина на крстосница меѓу улиците 8 и 5 наишол голем воден бран кој го превртел тракторот. Водата почнала да го носи детето кон местото Попово Мало, од каде му се губи трагата. По извршената идентификација по наредба на јавен обвинител, телото на детето е предадено на семејството. ДЖФ пак вчера попладне во 18 часот ја пријавил за исчезната својата 16-месечна внука од брат му кој почина во невремето. Таткото и ќерката во саботата се движеле со возило во близина на обиколницата Смилковско езеро, кога на нив наишол голем воден бран. Водата почнала да го носи возилото и оттогаш на детето му се губи трагата. Како што велат од МВР се преземаат мерки за пронаоѓање на детето. Инаку владата набави нови 1180 пумпи, од кои дел веќе се на терен. Останатите како што ќе пристигнуваат, така ќе се ставаат во функција. Дирекцијата за заштита и спасување досега имаше околу 85 пумпи. Сите нови пумпи за испумпување на водата уште денес ќе бидат ставени во функција, изјави вице-премиерот Владимир Пешевски на денешната средба со жителите на поплавените подрачја. А Управата за хидрометеоролошки работи најавува ново невреме во наредните неколку дена, проследено со пороен дожд, грмежи, силни електрични празнења и силен ветер.